Интеркултура. Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на шорткастот Интеркултура. Јас сум Роберт Алагјозовски, а мој денешен гостин е Маријан Николовски, новинар и добар познавач на верските прашања. Маријан, како ти се чини ова ситуација околу изборот на новиот владика на Охридско-Кичевската епархија? Протести, брзи инаугурации, граѓанска загриженост, дали е типично и дали се очекува од црквата вакво однесување? Ова е повеќе ми личи како едно шоу, така, црковно политичко шоу повеќе ми личи. Иако во основата изборот на митрополит на Деврско-Кичевска епархија не е така лесен момент, затоа што во приказната, да не забравяме, станува збор за епархија со најмногу финансиски средства во Македонската православна црква. Епархија во која што туристички се слеваат многу средства. Епархија која што има поприлично голема територија, во која влагаат Охрид, Струга, Дебар, Реканскиот крај, Кичево и така натаму. И епархија која што изминативе 30 години, мислам и повеќе, ако не се лажам и 40, ја управуваше покојниот митрополит Тимотеј, што значи сега тоа е пресвртница, треба да дојде нов човек кој што треба да управува со тие пари. Моментално администрира таму архиепископот Стефан. И имаме една ситуација која што епархијата има викарен епископ, тоа што е дека по дефолт не му следи дека може да биде надлежен митрополит на таа епархија, но од друга страна имаме и ситуација во која што не имаме 5 викарни епископи, над 10 архимандрити, кои што се практично на листата за избор на митрополити. Ние дојдовме до решение во кое што архиепископот преку ноќ одлучи да предложи кандидат кој што не припаѓа нити на викарните епископи, нити на архимандритите од редот од кој што следува да биде избран за владика, што предизвика бурни реакции. Некои ќе речат дека точно е дека секој монах не треба да стане владика, но точно е и тоа дека не се станува монах за да се стане владика. Канонски дали е исправно практично на границите на исправност или не, затоа што каноните на црквата предвидуваат дека такви ситуации се можни, но кога имаме тешки ситуации и времења за црквата, ние такви имавме во 60-тите, 70-тите, 80-тите, кога немаше од кого да се бираат владици, па луѓето се пријавуваат, кои ги исполнува каноните, стануваа владици за по 10-12 дена. Од друга страна имаме ситуација во која што ние имаме повеќе од 200 монаси на Македонската православна црква, имаме практика во која што досега сите владици нови, млади биле избрани по редот како што треба да биде, и тоа предизвика една бурна реакција кај одредени јавноста, но моја проценка е дека веројатно архиепископот има мнозинство во синодот и на гласањето на 12 ќе го избере новиот митрополит. Дали тоа укажува на една профанизација на црквата, особено на Македонската православна црква? Ние кажуваме колку е црквата, верата битна за идентитетот и сега одеднаш наместо да се занимаваме нели по принципот на Господ Господовото, на Бога Божјото, нели на царот царевото, имаме ситуации кои што повеќе наликуваат на политичката арена, на општествената арена, која што знае, да речеме, да се однесува транзициски и не според демократските норми. Дали ова ќе има некакво влијание во однос на црковниот живот на самите верници? Дали нивното незадоволство од црковните работи после една ваква профанизација ќе се зголеми или едноставно тоа им ја прави црквата на некој начин поблиска? Во принцип, ние треба да имаме некоја реална представа за тоа што значи верниците на, барем, ајде ќе земеме Македонската православна црква, православните верници во Македонија, како профил на верници прво имаме ние. Значи, ние имаме
на анкети кои ќе прашат, имаме можеби у светот после Аргентина или не знам некои други држави со најголем процент на над 96% декларираност дека се религиозни луѓе. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е од тие 90%, над 90% религиозни луѓе имаме еден многу голем процент кој што само декларативно припаѓа на православната црква и тоа припаѓа по некакви историски традиционални, тоа се традиционални верници. Тие се припадници, одат за Великден, за Божики, тука некаде завршува приказната. И имате еден дел кој што со тек на време на години расте, тоа се верници кои што вистински припаѓаат на црквата, и тоа се оние кои што цркуваат со причести, со исповеди, со одење на литургии, со пости и така натаму, и кои што прилично се релативно едуцирани. Моја проценка дека тоа не се повеќе од 10 до 12% од луѓето кои што се декларираат како православни верници. И сега имаме судир меѓу тие кои што реално ја препознаваат црквата каква треба да биде, и оние традиционалисти, историски припадници на црквата за кои што сметаат дека националниот елемент е најважниот во црквата и кои што ја бранат црквата од оние кои всушност ја живеат црквата. Тоа е нешто слично како на денот кога Понтиј Пилат ги праша луѓе кој сакате да го изберете, Бараба или Христос, они го избраа Бараба, а тие истите денеска го бранат христијанството од апостолите кои што останаа со Христос. Така што тоа е таа слика која што имаме ние на религиозната карта на Македонија. За жал, голем дел од клирот висок на Македонската православна црква не успева со години да ги едуцира своите верници, за да им каже што е вистинска црква, а што не е вистинска црква, затоа што патриотизмот не е црква, него црква е нешто друго. Но тоа не е само случај кај нас, имаме речиси сите посткомунистички држави кои што се појавуваат како Бирн излезе со едно истражување, нели, колкав имот имаат двете најголеми верски заедници. Од друга страна, да речеме, одиумот кон црквата и кон високиот клир меѓу обичните граѓани од секогаш бил висок од аспект на материјалните богатства, нели, оние познати асоциации на владиците и джиповите, потребата еве сега црквата да располага со голем имот. Од друга страна, знаеме дека монаштвото успеа да се зацврсти во Македонија надвор од сите тие материјални богатства. Дали на црквата и треба да располага со толку голем имот за да се врши својата мисија соодветно? Не е проблемот дали црквата располага со имот. Проблемот е што црквата прави со тој имот. Например, тој истражување на Бир е само еден аспект. Таму ги нема, например, државните обврзници што ги добијаат верските заедници за обештетување за имотот кој што не успеа да го вратат назад како имот. Имаше случаи кога одредени денеска владици се кои што се во црковна постапка и разрешувани од одредени функции за злоупотреба на дел од тие државни обврзници. И не знаеме, да речеме, колку пари од државни обврзници доби МПЦ и ИВЗ за имот кој што не го врати. Таму според една проценка анализа моја која што направи врз основа на територијалната карта на Македонија и километрите квадратни, МПЦ и ИВЗ поседуваат според ова што го бие Берно околу 0,5% од територијата на Македонија. Мојата анализа е дека над 1% поседуваат. Има голем дел од тие имоти кои што ги нема во таа истражување за тоа што меѓувремено МПЦ ги продаде, ги инвестираше. На пример, да речеме, градскиот плоштад на паркингот Карши Холидейн, кој што беше имот на Лешочкиот манастир, а Лешочкиот манастир беше у една епархија која се викаше Кумановско Полошко-Кумановска, па од кога умре владиката Кирил станаа две епархии, Тетовско-Горциварска па и Кумановско-Осоговска, па двајцата владици тогаш се испокараа чиф е имотот на Лешочкиот манастир, дали е на 1 и 2, па архиепископот се јави како посредник у приказната и на крајот сега имаме на таа територија собственици три правни субјекти: Тетовско-Гостиварска епархија, Кумановско-Осоговска и Скопска епархија. Двете епархии продаваат станови. Скопската епархија има деловни простории во тие
во тие згради што ќе се градат. Јас уште тогаш и верев дека одредени луѓе имаше политичка клима во тогашната влада во времето на Груевски кој што ќе им овозможеше се. Дајте направете ректорат на Свети Климе на Богословскиот факултет седиште овде, мала зграда и огромен црковен парк, со едно мало црквиче ова со дрва и ќе биде прекрасен простор кој што ќе го оплеменува, кој што луѓето ќе живеат и ќе бидат во околината. Они решија да инвестираат во згради. Не се. Сега да кажам дека тие имоти во тоа анализа не се сите, затоа што меѓувреме многу од тие имоти се веќе претворени во бизнис. Да се вратам на прашањето, не е проблем дали црквата треба да има имот. И треба да има имот. Проблем што прави со неа. Например, Романската православна црква има 450 здравствено-социјални институции во кои што учествува активно во романскиот социјален живот. Значи болници за сиромашни луѓе, болници за лица со посебни потреби, школи за лица со посебни потреби. Романската православна црква е класичен пример како во современиот свет треба да изгледа улогата на една православна црква или современата политичка теологија што треба да има во едно општество црквата. На нас кој ќе му кажете тоа, на луѓето од црквата они ги речат не, ние не сме тоа, црквата кај нас не е само институција за венчавки и погреби и крштевки, туку има некоја друга мисија. Сега имаме ситуација која што одредени луѓе и само инициативно работат на тоа поле, као Бигорски, да речеме, и некои други, и кои ќе покажат резултат во општеството, паѓаат во очи на другите и другите решат да им удрат сатарот. Го забележуваш одлично, бидејќи успехот, колку и да е мал, на одредени други цркви во земјата као католичка или протестантска, често се должи и преку овие можности за сиромашните, обесправените кои што ги нудат на одредени категории. Ќе ви кажам на пример кој што нека биде можеби така некој ексклузивитет неки. Во она што се случува во Охрид сега. Според некои мои информации, на сметката на Дебелско-Кичевска епархија има неколку десетици милиони евра оставени од владењето на Део Тимотеј, кој што Тимотеј меѓу другото и лично можем да посведочам затоа што сум разговарал со него за една од идеите. Имаше една од идеите, тоа имаше и по медиуми, да учествува во инвестиции, епархијата да учествува во хидроцентрали. Изградба кој што тоа го правеше Албанската православна црква и покојниот сегашен архиепископ, во кој што енергијата произведена од тие од тие хидроцентрали на еден или на друг начин би се користила за покривање на трошоците на манастирите и на црквите. И сега јас не сум сигурен дека идејата на раководството високиот клир на МПЦ е дека треба да се продолжи со таа иницијатива, која според мене е добра, туку веројатно мислам дека битката е како тие пари да завршат некаде на некои други, значи зборам неколку десетици милиони евра. Интеркултура.